При контрола на 25 малопродажни гостителски објекти во тек на минатата недела во Скопје, Битола, Прилеп, Охрид, Ресен и Демирхисар се откриени 3 случаи на нелегална продажба на алкохол. Истата е присутна и откриени се неправилности кај повеќе од 20% од контролираните субјекти, истакнуваат од Царинската управа која денеска ја промовираше кампањата "Не за нелегални алкохолни пијалоци" со цел да ја зголеми свесноста за потенцијалниот ризик од консумирање нелегален алкохол. Најголемиот дел од нелегалниот алкохол е од домашно производство, а мал дел од увоз. При 500 контроли на акцизни добра од мај лани до сега се откриени 102 прекршоци и се запленети над 4000 литри алкохолни пијалоци, 14 килограми режан тутун и 140 кутии цигари. Во тек на кампањата ќе се делат информативни брошури зошто, каде и како се произведува нелегален алкохол, кои се ризиците од консумирање, како да се препознае нелегално произведен алкохол и каде да се пријави нелегална продажба. Со тоа што ако се повтори, повторпат се најдена неправилност, се применува и мерката забрана за вршење на дејност, а кај посложени случаи препишани се и затворски казни кога се работи за акцизна стока. Од 1 па до 10 години затвора. Најтешките се со минимум 4 години затвор. Во зависност од наодот при контролата, царината кога ќе открие неправилност изрекува мандатна казна од 750 евра за правното лице, 250 евра за физичкото лице, како и 30% за одговорното лице, а го одзема нелегалниот алкохол кој потоа се уништува. Мандатната казна за трговец поединец изнесува 500 евра. Ако се повтори неправилноста, тогаш се применува мерка за забрана за вршење дејност, а се изрекува и затворска казна од 1 до 10 години. Со контролите и кампањата се опфатени и пазарите. Доколку се затекне продажба на нелегална ракија за физичките лица, следува прекршочна санкција. Целосното управување со акцизите при увоз и при внатрешен промет е во надлежност на Царинската управа од 2010 година. Лани царината наплатила 20,7 милијарди денари акциза, што е за 15,4% повеќе во однос на 2014 година.